Почитувани колеги, почитувана јавност, дополнителните одлуки за измена на буџетот, како и на страна на приходите, така и на страната на расходите, тоест овие измени во текот на буџетската година се вика ребаланс на буџет и тоа ни е на сите јасно. Во економска смисла на кусот тоа е ребаланс на буџет, меѓутоа во политичка смисла, во суштинска смисла, ребалансот на буџетот значи балансирање на актуелните политички токови, балансирање со вметнување на нови политики, кои што секако зависат од државниот буџет. Оваа власт на СДСМ и ДУИ не може да ја избалансира апсолутно никој. Таа е надвор од баланс уште од пред 3 години. Кулминацијата ја достигнуваат сега во ова време и овие неколку месеци кои што се пред нас. Владата на Република Македонија во економска смисла е во таков дисбаланс, што и да се случи чудо, економскиот апарат на Германија да се пресели кај нас, тешко ќе се снајде со ситуација. Свесен сум дека живееме во светска пандемија, со светска пандемија. Свесен сум дека оваа состојба влијае можеби највеќе врз економијата. Најмалку сакам од оваа состојба да печалам политички поени, и тоа одговорно го кажувам. Но исто така не смеам да останам нем како опозиционен пратеник во Собранието на Република Македонија. Морам да ги изнесам и слабостите на оваа власт, што ги има толку многу, па морам да издвојам само неколку. Тоест најкрупните. Исто така сметам дека треба да се истакнат и сите маки со кои што народот се соочува, со цел луѓето од власта да слушнат, па нешто да поправат во што искрено и не верувам. Според Заводот за статистика, индустриското производство за една година бележи пат од 4,1%. Гледано по сектори, најголем пат имаме во секторот за снабдување со електрична енергија, газ, пари и климатизација со рекордни 13,2%. Суштински удел во градењето на бруто домашниот производ има индустријата и за тоа сме сите свесни. И затоа овде би сакал да потенцирам дека очигледно е дека економијата не се движи во добар правец. Практично тенденцијата е во слободен пат. Економската година на растот, која што ја ветуваше Зоран Заев, ниту дојде, ниту овој ребаланс ќе ја донесе, нити пак ќе обезбеди било каква економска стабилност. Дека владата ужасно се справува со економските предизвици, говори и дефицитот на буџетот кој што сега во овој ребаланс се зголемува за рекордни 8,4% и е највисок од 1994 година па навака. Со едномесечни паушали, картички и викенд без ДДВ не се води држава за време на ваква криза. На овој начин може само да ни се распадне економскиот систем во државата, практично тоа ни се случува во моментот. Со овој ребаланс не стимулирате апсолутно никакви капитални инвестиции. Според тоа ништо од економскиот раст, само ќе ја продлабочиме сиромаштијата и ќе ја доведеме државата до банкрот. Потенцирам, ќе ја доведеме државата во банкрот, а за ова ќе зборуваме за неколку месеци од сега. Не сум економист и затоа не би се задржувал премногу на овие економски параметри, кои јасно покажува за жал дека македонскиот народ нема надеж за постабилна економска состојба во овие тешки времиња. Почитувани, мојот брат е лекар и добро знам за каква хумана професија станува збор. Затоа министерот Филипче, како лекар, немам намера да го нарекувам било како,
што би асоцирало на тоа дека тој ќе е рамнодушен на нечија човечка смрт. Апсолутно не. Меѓутоа, тој во моментот е менаџер на здравствениот систем. И верувам дека за тоа тој е доволно свесен и е свесен дека целата одговорност поврзана со здравствениот систем за време на оваа пандемија ја носи тој како во случајов, како политичар. И затоа јасно ги одвојувам овие два параметри лекар и политичар, за да не бидам погрешно сватен. Корона пандемијата мерките на оваа влада за корона пандемијата не ги почувствува апсолутно никој. Така ќе биде и со овој четврт сет на мерки кои што се според мене гол популизам, додека здравствениот систем реално колабира. Пред некој ден во една реплика споменав неколку показатели или реални случувања во овој период кои што со кои што народот се бори секојдневно и не добив никаков одговор. Во моментов има и лекар присутен во салата од страна на опозицијата, па се надевам дека ќе може да ми одговори малце да полемизираме на оваа тема, бидејќи станува збор за големи проблеми. Веќе неколку дена матичните лекари не можат да најдат термин. Дали воопшто некој од власта е свесен што значи 4000 денари за еден ковид тест? И во оваа прилика би сакал да поставам уште едно прашање. Каква е таа социјалдемократија која на грбот на сиромаштите ги богати приватните компании? Би сакал ова некој да ми го одговори од Социјалдемократскиот сојуз. Кој ќе има пратенички прашања, ќе можете да може би во реплика председателя ќе го одговорите. Па добро, сега. Добро. Тогаш нека биде реторичко прашањето. Доколку имаат морал, нека го одговори. Хроничните болни, хируршките болни пациенти не ги примаат на клиника без корона тест. Што доколку овие пациенти се сиромашни и немаат доволно средства за да направат корона тест? Дали луѓето од власта се запрашале? Генерално имам чувство, базирано на реални согледувања, дека сите се справуваме тешко со оваа пандемија, но искрено мислам дека сиромашните се заборавени и тие најтешко се справуваат со оваа пандемија. Една социјалдемократска власт пред се треба да ги има во предвид социјално загрозените категории. Но овој пат, за жал, ги заборави. Исто како да не постојат. Кога сме кај темата ребаланс, иако се согласувам со председателот на Собранието и неколку говорници претходно дека ова не е тема за практично не е Комисијата за финансирање и буџет и не се говори тука за амандмани, меѓутоа јас во оваа прилика чувствувам должност исто така, како пратеник кој што доаѓа од општината Бутел, да посочам неколку работи кои што се случуваа на Комисијата за финансирање и буџет и со жалење можам да констатирам дека се со практично тие носат штета на граѓаните во општина Бутел. Имено јас како пратеник од општина Бутел поднесов неколку амандмани кои што беа одбиени без никакво образложение. Само неколку од нив имав можност да ги одбранам, за останатите и немаше време. Неколку пати премиерот Заев заедно со градоначалникот ветуваа поликлиника, народот во Бутел пред неколку месеци се крена на протест. Гледам деновиве повторно најавуваат нов протест. Секако овој амандман беше одбиен и веќе 3 или 4 пати е ветувано на Бутелчани нова поликлиника. Во моментов се работи во една руинирана амбуланта која што личи како од хорор филм сцена, доколку отидете да погледнете. Понесов амандман за 2 нови градинки во населените места Свети Климент, Охридски и Расадник, за жал беа одбиени. Исто така и ова беше дел од ветувањето на СДСМ. Седницата на комисијата одела во директен пренос и граѓаните можеа да ве Меѓутоа, не слушаат, да стигнав, гледаат 10 председател. дена за истата работа. Не Затоа стигнав. викам, не стигнавте тоа што Објаснив да само 2.
Технички би требало Овде сега да ги не е објаснам. објаснувањето на амандманите од комисија. Вие може да продолжите со говорот, меѓутоа Благодарам. предметот више е дополнет предлог на буџетот. Жестоко ветените водоводна и канализациона мрежа во населените места Бел Камен и Кучевачка бара исто така беа одбиени од страна на власт. Меѓутоа, и водоводната и канализационата мрежа и во населените места Љуботен и Љубанци беа одбиени. Тука би го потенцирал Љуботен, бидејќи нели оваа власт е за соживот, па ветуваа на љуботенци како претежно албанско население дека ќе направат водовод од водоводот ни В. Ова чинам дека Заев лично го вети во Љуботен пред изборите. Но денеска градоначалникот Смилевски, тоест вчера, се извинувам, на својот Facebook профил ставил како асфалтира една уличка од 30 метри и напишал градежната експанзија во Бутел продолжува. Но затоа ништо од овие капитални проекти не е во Бутел започнато. За жал, исто така предложив противпожарен пункт и така натаму. Меѓутоа ништо оваа власт не даде за сконно да реализира. Владата на СДСМ се базира на ефтини лаги и на гол популизам. Тоа морам да го заклучам согласно моето излагање. И за жал тоа нема да се поправи во иднина, бидејќи во изминатите 3 години видовме за што станува збор. Благодарам.